Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитуван прв потпредседател на владата господин Груби, почитувана министерке за одбрана Шекеринска, почитуван министер Филипче, почитуван заменик министер Буши, почитувани припадници на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија, почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, почитуван градоначалник на градот Скопје, Шилегов и другите градоначалници присутни на оваа манифестација, почитувани припадници на македонската полиција, почитувани припадници на единицата Тигар, почитувани представници на медиумите. Иако во претходните години ја имав и честа и задоволството заедно со вас да го чествуваме денот на формирањето на нашата најелитна политичка единица Тигар. Сепак морам да нагласам дека денешно одбележување на датумот 13 март има своја исклучителна посебност и тоа од две причини. Првата е дека денес одбележуваме еден многу значаен јубилеј, а тоа е 4 децениско постоење на единицата, и втората, фактот дека како резултат на нашите заеднички реформски напори за сеопфатно техничко, материјално, професионално и организацијско унапредување на Министерството за внатрешни работи и неговото вредносно стандардизирање согласно критериумите на НАТО и на Европската Унија, ја промовираме единицата во специјална антитерористичка единица Тигар, назив што сосема соодветствува со новата структура, концепцијска надградба на оваа полициска организациона единица. Тоа пак без никаква дилема можеме да го оцениме како логичен епилог на еден системски, динамичен, професионален, 4-деценијски раст и развој на единицата, во кој што бројни генерации нејзини припадници, без оглед на турбулентноста на времињата, оставија силен и неизбришлив печат во создавањето на богато и успешно професионално портфолио, исполнето со бројни ангажмани, со самопрегор, со жртви, во името на примарната и основна политичка задача, заштитата и безбедноста на сите граѓани, но и на мирот и на општествениот поредок на нашата држава. И секако тоа е епилог и од нашите заеднички неколку годишни напори преку конкретни активности и инвестирање во драстично подобрување на материјално-техничките, професионални и организацијски капацитети на единицата. Да ја сообразиме како со потребите на Министерството за внатрешни работи, така и кон потребите и предизвиците на новите околности и трендови што влијаат врз екзистирањето и развојот на модерните демократски општества во Европа и во светот. Во тој контекст, дозволете ми да истакнам дека успешно го надминавме долгогодишниот акутен проблем на недостиг на соодветна техничка оперативна опременост на единицата, тргнувајќи од базичните потреби, целосно подобрување на материјално-техничката опременост на секој еден припадник на единицата, а преку комплетна набавка на полициска опрема, соодветна на намената и посебните специјални задачи на единицата, реализирани во 2018 година. Истовремено, напоредно со тоа елементарно опремување на полициските специјалци, тргнавме во инвестицијски процес на квалитативно подигање на техничко, тактичките и оперативни капацитети на единицата, при што примарно ни беше реализација на таквите активности строго да се одвива врз основа на реални потреби, вклучително и врз основа на постигнувањата на зацртени европски полициски стандарди. Таквите цели, како што гледаме денес, веќе ги достигнуваме, со право горди на потенцијалите, на постигнатиот професионален статус и перформанси на специјалната антитерористичка единица Тигар, која сега буквално по ништо не заостанува
од истородните елитни полициски единици во Европа. Она што особено сакам да го потенцирам е уверувањето кое што всушност сите ние го споделуваме, дека ваквата специјална полициска служба е еден од најсложените, но и есенцијалниот сегмент во безбедносниот систем на Министерството за внатрешни работи. И во тој контекст, неопходно е оваа единица секогаш да биде, како што впрочем докажала во своето богато минато, целосно подготвена, крајно ефикасна, технички и кадровски екипирана, речиси до перфекција, а сето тоа во името на специфичните и сложени задачи што пред неја се поставуваат во секојдневното работење. Тоа е цел и мотив кој што постојано и упорно мора да тежнееме, и тоа не декларативно, туку конкретно, со дело, со активности идентични на се што заедно преземавме во последните 4 години. Низ годините наназад, преку секојдневните и пред се успешни активности, единицата достигнуваше и воспоставуваше нови и високи стандарди, етаблирајќи се како суштински дел од полицискиот систем на функционирање. Факт што мора да се почитува, но и обврска да се одржува тој факт таков како што е. Се разбира, голема кредибилност и доверба значат и големи очекувања. Но јас немам дилема дека специјалната антитерористичка единица и во иднина ќе биде секогаш на висината на задачите. Темелна и ефикасна во заштитата на сето она што им е доверено по устав и по закон. На крајот дозволете ми во свое лично име, во името на раководството на Министерството за внатрешни работи, најпрвен да се заблагодарам на семејствата на починатите припадници на единицата, кои што се вградија во темелот на македонската државност. Да се заблагодарам на Министерството за одбрана, на Генералштабот, на владата генерално, на градоначалниците и локалната самоуправа, кои што помагаат заеднички работат, на Македонскиот полициски синдикат. Да се заблагодарам исто така на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Исто така да се заблагодарам и на дипломатите со кои што заедно работевме и добивавме поддршка за да ги имаме овие резултати и да го прославуваме и со почит да бидеме горди на ова наше дело. А воедно сакам на сите припадници на единицата, на сегашните, на поранешните команданти, на актуелното раководство, да им честитам овој голем 4-деценијски јубилеј на единицата која што од денес е специјална антитерористичка единица Тигар. Да посакам успех на личен, меѓутоа и на професионален план. Да живее специјалната антитерористичка единица Тигар, да живее македонската полиција и Република Северна Македонија. Благодарам.